Добра вечер, Скопје! Добра вечер, престолнино на нашата прекрасна Македонија! Добра вечер за ВМРО, ДППН и коалицијата за подобра Македонија! Добра вечер, мој горд, силен и обединет народе! Од Дебар до Делчево, од Куманово до Гевгелија. Добра вечер за Битолчани и Тетовци, за Штипјани и Мариовци, за Паланчани и Демирхисарски. Добра вечер, Охриѓани и Стружани. Ве поздравувам од ова место. И вас, Кичевци и Кратовци, и Теарчани и Ваташани, и Кумановци и Преспанци, Струмичани и Гостиварци. Добра вечер, мои Валандовчани. Добра вечер за сите македонски градови и села, за секој македонски дом и огниште. Ги поздравувам нашинците од Сиднеј до Мелбурн, од Торонто до Чикаго, од Пијаченца до Малме. 5 години во секој момент ја чувствувам големата одговорност и довербата која ми ја дадоа македонските граѓани. На секоја моја средба и при секој мој разговор со светските државници бе воден од интересите на моите сограѓани. Знаев дека зад мене стои нашиот достоинствен народ, сплотен и непоколеблив за својата иднина, за иднината на Македонија. Денес имам чист образ да се појавам пред вас со нова програма, за нова доверба, за нов мандат, за нови успеси. Драги сограѓани, работевме тимски со владата, со премиерот Груевски. Многу постигнавме. Нема празни зборови и нереални ветувања. Ке продолжиме зборовите да ги преточуваме во конкретни дела. Македонија е признаена под уставното име од 135 земји во светот. Македонија е препознатлива во светот на инвеститорите. Слободните економски зони, поволните услови за водење бизнис, донесените 2 милиарди евра странски инвестиции се потврда за успешните политики на Македонија. Македонија е почитувана членка на меѓународната заедница. Успеавме да ги цврстиме стратешките партнерства, но да стекнеме нови поддржувачи и секаде во светот. Пресудата на Меѓународниот суд на правдата од Хаг е најголема потврда за исправноста на нашите политики. За разлика од некои што беа против тужбата, за разлика од некои што ја обезвреднуваа пресудата, јас ке порачам. Пред светот докажавме дека сме во право. Покажавме дека јужниот сосед не е во право. Македонија е целосно подготвена да си го заземе заслуженото место во НАТО. Македонија е подготвена уште веднаш да ги започне преговорите за членство во Европската Унија. 5 позитивни извештаи и препораки за почеток на предпристапните преговори потврдуваат дека го знаеме патот на реформите и успешно одиме по него. Критичарите велат дека ништо не е направено во Македонија. Кому му се обраќаат? На ВМРО ДПМН и отчетот со 2000 проекти што го дадоа? На председателот на Република Македонија со отчет и програма? Или пак им се обраќаат на земјите членки на НАТО и на Европската Унија, на Европската комисија и Европскиот парламент, кои ги донеле овие препораки? Драги пријатели, се обраќаат на погрешна адреса. А ако мислат дека им се обраќаат на граѓаните во Македонија,
тогаш ги подценуваат. Мојот одговор на тие критики е дека сработеното сведочи за нас. Успеавме да обезбедиме визна либерализација. Успеавме да обезбедиме нови пазари за македонските производи, нови можности за македонските бизнисмени. Ја засиливме изградбата на стратешката патна и енергетска инфраструктура. Во услови на голема светска економска криза успеавме да отвориме околу 120.000 работни места. Имаме постојан економски раст. Денес беше објавено дека се проектира отварање на нови 64.000 работни места. Кога расте економијата, расте се во државата. Растат субвенциите за земјоделците, расте производството, расте извозот, растат платите и пензиите, расте и социјалната помош, растат и стипендиите за студентите. И за сево ова и за уште многу други успеси и резултати, критичарите кажуваат дека е ништо. И покрај сево ова, некому во Македонија не му се добаќа единството и соработката меѓу институциите на државата. Зарем има поинаков начин за остварување на целите што го обединуваат целото македонско општество? Денес бев на дебата со другите председателски кандидати. Го слушав внимателно против кандидатот Пендаровски. Ниту слушнав за мерки, ниту проекти, ниту став, ниту нешто конкретно. Не слушнав план, не слушнав програма. Ние сакаме да слушнеме критика. Критиката помага, но едно е критичар, друго е критизер. Тоа се оние кои зборуваат само неконструктивно, негаторски. Тие нека продолжат да зборуваат, а ние заедно со вас продолжуваме да работиме на единствениот начин што го знаеме. Да создаваме, да градиме, да развиваме за доброто на секој македонски граѓанин. Сработеното сведочи за нас. На дела се обврзавме, за дела ја добиваме вашата доверба. Драги сограѓани, изминативе 2 недели со целиот тим минавме низ многу градови и села. Ја обиколивме Македонија. Опозицијата ветува нови лица во Македонија. Јас пак гледам нов лик на Македонија. Се градат патишта, развојни индустријски зони, фабрики и погони, се градат училишта и болници, се градат фудбалски игралишта, спортски сали и терени. Ветеното се исполнува. Скопје денес е вистинска престолнина на една суверена и независна држава. Град во кој достоинствено можеме да пречекаме светски државници. Град во кој можеме да ги пречекаме нашите спортисти кога победуваат и гордо минуваат низ портата Македонија. Се сеќавам кога некој коментира дека на Македонија не и требала триумфална порта затоа што сме немале триумфи во нашата историја. Најлесно критикуваат оние што не поставиле ниту еден камен, не отвориле ниту едно работно место. Зарем мал триумф е нашата независност? Зарем не треба да ја славиме победата над вековните негирања на македонскиот народ? Најголемата победа е Република Македонија. Почитувани сограѓани, предизвици секогаш ќе има, но во се што правиме остануваме цврсто на своите корени. Им порачуваме на сите: Македонија е силна, Македонија напредува. Знаеме кои сме, знаеме каде одиме. Ние со работа, со реформи ја градиме Европа во Македонија и ја интегрираме Македонија во Европа.
Од моментот кога Македонија стана независна и суверена држава, нашиот јужен сосед бара од нас да се откажеме од идентитетот, бара од нас да престанеме да бидеме тоа што од секога сме биле. Но ние знаеме дека народ без идентитет, без историја е како дрво без корен. Да се биде претседател на Република Македонија значи да се биде одговорен, да се слуша гласот на народот. Нема да прифатам промена на Уставот со цел промена на уставното име. Нема да прифатам идеи или предлози што би го загрозиле македонскиот национален идентитет, посебноста на македонската нација, македонскиот јазик и македонскиот модел на соживот. Народот го има и првиот и последниот збор за ова прашање. Недалеко од тука е музејот на македонската борба, што свечено го отворив на 20 годишнината од независноста. Во таа пригода, во тој ист музеј, ја положив декларацијата за независноста на Република Македонија. Денес се повикувам на таа декларација и велам: македонските граѓани сами одлучуваат за своите клучни национални прашања. Никој освен македонските граѓани нема право да одлучува за името на нашата татковина Македонија. Никој освен македонските граѓани нема право да одлучува за иднината на Македонија. Драги сограѓани, претседател сум на сите граѓани, независно од етничката, религиската или која било друга припадност. Така работев, така и ќе продолжам да работам доколку повторно ја добијам вашата поддршка. Работиме и ја градиме Македонија како дом на сите нејзини граѓани, независно дал се македонци, албанци, срби, турци, власи, роми, бошњаци, христијани, муслимани, евреи или атеисти. Македонија денес е зрела демократија. Граѓаните поддржуваат различни партии, различни политички опции. Така е на централно и на локално ниво. Но кога станува збор за националните интереси, за стратегиските цели, постои само една партија во која нема поделба на лидери и членови, која не познава делби и тесни интереси. Таа партија се вика Македонија. Почитувани сограѓани, ни предстои уште многу работа. Многу работи кои се пропуштени во минатото мора да се надоместат. Не велиме дека е се идеално, но граѓаните можат да ја видат, можат да ја почувствуваат разликата. Тимот кој со посветеност и љубов работи за граѓаните на својата татковина, тој ја прави разликата. Сите се вклучени во напорите за подобра Македонија, и државата, и општините, и стопанствениците, и работниците, и земјоделците. Соработката носи успех за Македонија, а успехот сплотува, инспирира и мотивира. Затоа и понатаму ќе продолжиме заедно. Ќе им давам поддршка на сите кои создаваат уште нови работни места, за економијата уште повеќе да расте. За сите проекти што носат напредок, што носат подобар живот за секој граѓанин. Цврсто на корените со поглед насочен кон она што треба да се сработи, кон иднината на Република Македонија. Да ни е вековита, сплотена, силна, богата Република Македонија. Државата ни е пред се. Македонија ни е пред се. Да живее Република Македонија!